Една недела по започнувањето на предизборната кампања за предвремените избори за градоначелник на општина Штип, денеска со свое обраќање до јавноста излезе заменик председателот на Социјалдемократскиот сојуз Радмила Шекеринска. Со огромно задоволство ја насочи својата подршка кон кандидатот за градоначелник од СДСМ доктор Сашко Николов. И не случајно велиме Штип да го дадеме да биде во сигурни раце. Во исто време, гласот за нашиот кандидат е глас и за поголемо младинско учество во политиките на водење на градот, но и поголема шанса за рамноправност на жените во Штип. Токму овде темите кои што се однесуваат и на родовата еднаквост се важни. И од тука доаѓаат многу јаки жени кои што зборувале и се бореле за ваквата политика. Социјалдемократскиот сојуз секогаш беше партија која што одеше еден чекор пред останатите. И кога прв пат избра жена председателка, јас ја добив таа чест, кога бев единствената заменик председател на големите партии како жена, кога ја воведовме првата женска квота во партиските структури и сега кога ја направивме оваа голема промена, форумот на жени на СДСМ практично да биде дефиниран во статутот и за прв пат да воведеме еднаквост помеѓу мажите и жените во сите партиски органи. Тоа жените во цела Македонија го знаат, но тоа го знаат и жените во Штип. И гласот за нашиот колега е и глас за таква политика. Да добиваме еднакви шанси и мажите и жените, да се инвестира во сите нас и да се решаваат проблемите. Ги повикувам сите граѓани на 13 декември да не ја испуштаат оваа шанса. И на човекот кој што веќе толку даде на Штип, да му дадат шанса да ја остават општината и да ја дадат во навистина сигурни раце. Гласот за Николов е глас за поголемо младинско учество за политиките на водење на градот, но и поголема шанса за полова рамноправност, беше дел од изјавата на Шекеринска. Со голема благодарност се обрати и доктор Николов, нудејќи решенија за проблемите на штипјани. Борбата против загадувањето останува наш главен приоритет. И за таа цел имаме нов режим на собирање на сметот, каде во брзо време ќе бидат пуштени 5 нови специјални возила. Ќе се направи селекција на отпад, односно одвојување на пластиката и стаклото, со што ќе се обезбедат дополнителни контењери на 30 нови локации во градот. Почитувани сограѓани, Штип заслужува да биде во сигурни раце со одговорна општина која ќе направи се за да добиеме чист воздух. Покрај постоечките ќе се постават дополнителни мерни станици кои што ќе го мерат квалитетот на амбиенталниот воздух. Ќе се формира нова паркова содржина во населба Сењак 3, хортикултурно уредување на кеот на реката Отиња, од градската црква до мостот во Новосело. Ќе се формираат нови паркови површини во село Чардаклија и во село Карорма. Изработка на нови вистински рекреативни патеки за пешаци и велосипедисти, како и рекреативна патека од село Караорман до населба Баби, беа дополнително дадените ветувања од Николов.